Почитувани добра вечер. Добро дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин кој на едно место ви ги сумира најинтересните случувања од изминатата недела. И оваа недела беше преполна со дневно политички случувања, а секако повторно се врти некако околу специјалната обвинителка Катица Јанева. Има доста реакции, овој пат и напади кон неа, а една од поинтересните случаи беше незиното барање од притвор да се ослободи Зоран Верушевски. Почнуваме со оваа тема, потоа полека ќе преминеме и на останатите. Да видиме прво дел од оние напади против Катица Јанева кои беа упатени од страна на одредени медиуми. Овој пат го читаме порталот Курир. Курир вели: сопругата на Верушевски откри дека Заев е нарачателот на ослободувањето на Верушевски, а Јанева е само извршител. Од првичните очигледни лаги дека не се познаваат од длабока соработка за оценување и рушење на демократски избрана власт, се флуктуацијата на ставовите на опозицијскиот лидер Зоран Заев и неговиот однос према поранешниот директор на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање во времето на СДСМ Зоран Верушевски, пишува Курир. Додава: сопругата на Верушевски Сонја, по повод барањето за ослободување на Верушевски од притвор, кој го упати Катица Јанева, наместо на Јанева му се заблагодари на Зоран Заев, со што практично откри дека Заев е нарачателот, а Јанева е само марионета во рацете на Заев, која ги исполнува неговите наредби. Тоа го пишува и заклучува во едно Курир дека Катица Јанева е, како што пишува порталот, марионета на Заев. А во јавноста се огласи и самата Катица Јанева, таа побара од медиумите да не ја етикетираат и да почекаат да таа да почне со резултати од незината работа, да се видат тие резултати, па потоа да се оценува. Еве еден од насловите: Јанева: сите субјекти да се воздржат од етикетирање на специјалното обвинителство. Бевме свесни дека нашата работа нема да биде имуна на критики и дека различни субјекти ќе се обидуваат да ја интерпретираат работата на ова јавно обвинителство зависно од нивните интереси, вели специјалната обвинителка. Уште еднаш апелираме сите субјекти да се воздржат од етикетирање и дискредитирање на специјалното обвинителство, кое ќе гони осомничени за криминали, поврзани и произлезени од содржињата на преслушувањето, стои во дописот. Јавното обвинителство ја уверува јавноста дека постапува професионално, почитувајќи ги законските прописи, при што предвид се зема и домашната и меѓународната судска пракса. Така што, како што стои во дописот, изнесените обвинувања се крајно неосновани. Тоа го пишува јавното обвинителство со кое раководи Катица Јанева. А еден напис за ова има Наташа Доковска. Таа својот текст, својата колумна, својата анализа ја објавува на Текст МК блогот и насловот е прилично народен, може да се каже. Тесно им го скрои Катице. И не кажуваат како, на кој начин и зашто народот се подготвува и зошто токму за Катица Јанева. Тука Доковска алудира на оние најави за можни протести против Катица Јанева. Се плаша да кажат: оти толку се прозирни што веќе и најаполитичните знаат дека челниците на власта нема така лесно да се заменат и да ги напуштат убавите комотни фотели. Па дека и дипломатите ги натераат да останат во Македонија и тука да ги пречекаат божикните и новогодишните празници и да чекаат народ, бидејќи и тие не веруваат дека се така подмачкано ќе оди како што најавува Груевски. Се исплаши од денот Д, кога сакале тие или не, се ближи и дел од власта на чело со актуелниот премиер мора да замине. Па сега, како по некој непишано правило од нивната партиска кујна, почнаа да го заплашуваат народот дека ако се заминат на сите, тешко ни се пишуе. А вистината е обратна и гласи: тесно ни го скрои Катица. Тоа го пишува Наташа
Доковска. А во јавноста имаше уште едно обраќање од дипломатите, за кои многу често дел од јавноста вели дека многу често се мешаат во внатрешните работи на Македонија. Сега има и објаснување за таа пракса која дел од дипломатите и неа негираат. Овој пат се работи за интервју на британскиот амбасадор Чарлс Герет. Се мешаме во македонските работи, оти така функционира Европската Унија, вели Герет во интервју за Мета. Одговорот накратко. Тоа е начинот на кој Европа функционира. Европската Унија на која македонците многу сакаат да се приклучат се темели на одреден степен на заеднички суверенитет. Секоја земја членка има одреден степен на контрола или влијание врз одлуките што влијаат врз другите земји членки. Ако Македонија влезе во Европската Унија, ќе добие влијание врз одлуките што влијаат на Велика Британија и на другите земји од Европската Унија. Затоа, земјите кандидати мора да ги исполнат критериумите за членство. Велика Британија, како и другите земји членки, сака Македонија да ги исполни критериумите и да влезе во Европската Унија. Меѓународната заедница ќе ви помогне на тој пат, а тоа исто така значи и повремено давање искрени совети, пишува Гарет на блог. Значи, ова е всушност блог пренесен на Чарлс Герет на интервју. Ќе видиме едни два коментари во однос на оваа изјава на Чарлс Герет и тие коментари се диаметрално спротивни. Еден е на Александар Русјаков, кој вели: ако некогаш влеземе во Европската Унија, ќе почнам сериозно да се занимавам со политиката за да можам да се мешам во внатрешните работи на Велика Британија и да влијаам. Британците за секогаш да се спасат од вакви, тука има навреда, во своите државни институции. Тоа го пишува Русјаков и одиме со коментар на Митко Јованов, кој вели: јасно, разбира се. Кој не му е јасно, еве Гарет убаво каже: не може да користиме пари од фондовите на Европската Унија и друга помош, а да се тераме по наше. Не бидува тоа така, си има правила Унијата. До 1991, кога Македонија била дел од СФРЈ, тогаш зарем не се сметаше мешањето на Белград. И сега некако пред новогодишно продолжуваме со одредени обраќања директно до премиерот Груевски. Едното е од професорката Гордана Поп Симонова, која е прилично директна и јасна во тоа што сака да го каже. Таа употребува еден наслов кој е на шпански јазик, но кој често се користи во филмовите и мислам дека секој знае што значи. Значи, професорката вели: "Hasta la vista, baby". Види вака Грујо, не знам дали знаеш, ама покрај твојот народ во оваа земја живеат и луѓе на кои ти си им дојден преку глава. И тие се народ, ама не твој. Кај нив не проаѓаат трековите од типот: ние градиме, ние создаваме, ние сме посветени, делата зборуваат за нас, Македонија пред се и слични слогани измислени во твоите работилници за перење мозок. Тие чувствуваат дека животот им е се полош. Тие гледаат дека Македонија е претворена во мафијашка држава во која царува законот на посилниот, корупцијата и криминалот. Тие се свесни дека државата се празни од луѓето кои се евакуираат од неа како насукан брод. Тие ги слушнаа бомбите и знаат дека слушнатото е вистинито и автентично. И тие се народ, Грујо, ама свој народ, твој, никако. Тоа го пишува професорката Гордана Поп Симонова. Сличен статус има и новинарот Бранко Геровски, кој исто така употребува наслов на странски јазик, но овој пат Геровски се обраќа на латински. Груевски делен да ест, вери Геровски. Навистина е така.
го разбирам и го споделувам чувството на Југослав кој вели дека треба да удриме по концентрацијниот логор и по тие што од нас во наша држава направија логораши. Во таа смисла тврдам дека секој наш протест за било која кауза ќе биде бесмислен ако не е политички и ако не го испорача клучното политичко барање, режимот на Груевски мора да се уништи. Слично како што римскиот сенатор Марко Понтий Катон Постариот, секој говор го завршувал со реченицата впрочем Картегина мора да се уништи, Картаго деленда ест, оттаму ми се чини згодно мојата последна острелка во оваа година да ја завршам со таков повик: да правиме што ќе правиме, да се бориме, да се мачиме, но едно да ни е јасно, Груевски деленда ест. Тоа го пишува Геровски. И со диаметрално спротивно мислење настапува Мирка Велиновска, која овој пат вели дека самоубиство со еден потек направил Зоран Заев. Значи, незиниот наслов е прилично сочен, прилично вулгарен, не можам да го прочитам целосно. Заев го нишанеше Груевски, а си пукаше сам. Тоа е една поширока анализа во која се зборува и за геополитика, а еве дел од неа. Професорскиот, студентскиот и средношколскиот пленум повторно нека организираат протести со слоганот «Слобода за неписменоста и Дунстерајот» и универзалната порака на Бора Чорба «Како е лепо бити глуп», која следеше и Пинк Флојд со вонвременската нумера Зид. Фала Богу, бомби со преслушуваните разговори кои им ги спорачаа базата на Велика Британија сместена на грчкиот дел на Кипар и американската НСА распространета на секаде, Црпко Заев има. Нели беа пола милион, катето ги нејке, оти била дел од проектот за пропагандно бомбардирање на антимакедонската коалиција. Ете, нека продолжи да си ги активира со помош на корисниците на УСАИД донациите. Овие од Кале и оние од Бонстил нека го активираат сега другиот детонатор Дуи, за да видат дали ќе се предадеме. Тоа го пишува Мирка Велиновска. Емисијата ја продолжуваме со Тео Блажевски, новинар, аналитичар, кој сега пишува за една интересна анализа на Венецијанската комисија, која е највисоко европско советодавно правно тело и која го таргетира македонското судство. Анализата на Тео Блажевски е насловена: Венецијанска комисија ги парчоса прописите за разрешување судии. Венецијанската комисија, највисоко европско советодавно тело за легислатива, оценува дека севкупното македонско законодавство, кое се однесува на делот за утврдување на евентуална одговорност на судиите, а врз чија основа се врши и нивно казнување или разрешување, е благоречено збунувачко и е во насока на правни решенија кои повеќе може да се сватат како заплашување на судиите, отколку како гаранција за нивната независност. Судството во Република Македонија, тоа е третата власт со години наназад, е оценувано како слаба карика, која треба, а не е во функција на баланс и контрола на извршната и законодавната власт и крајен гарантор на почитувањето на правото генерално и на човековите права оделно во државата. Најновото мислење на Венецијанската комисија, донесено на пленарна седница одржана на 18 и 19 декември, е усвоено врз база на анализа на 3 закона и нацрта на амандмани на 2 од нив означени како нацрт амандмани 2015. Тоа го пишува Тео Блажевски. Продолжуваме со колумна на Сашо Ордановски, која е насловена Парфемот на Грујо. И таа колумна е мотивирана од парфем кој вели Ордановски е направен за рускиот претседател Владимир Путин. И потоа Ордановски дава предлог каков треба да биде парфемот за македонскиот премиер. На него треба да пишува: инспирирано од Мухамед Али, фалсификаторот на лични карти и геодет на водно. Ако е долго, може и само. Инспирирано од фалсификаторот. Сите ќе знаат од кого е.
И одма да има и женска верзија, да не се чека, бидејќи и кај нас дамите масовно свршуваат на мирисот на лидерот, па можат со време по целото тело да се испрскаат со неговата феминизирана, флангрантна верзија. Предлогот за име на парфемот, еве, Лудаци Forever, или Малиот деспот со големи уши, или сепак, Миле ми текна, ова звучи италијански, како Чиквенченто или Милјавенте, особено ако се изговори слеано, со подпевнување и со акцент на предпоследната самогласка Миле ми текна. Тоа го пишува Сашо Ордановски, а продолжуваме со тие предновогодишни анализи, овој пат на професорот Ѓорги Спасов, кој вели предизборните ветувања на нашиот Николај. При тоа професорот Спасов користи една аналогија со романскиот свргнат диктатор Николај Чаушеску, со неговите ветувања пред да падне од власт. И тука Спасов вели дека слични ветувања доаѓаат и од македонскиот премиер, но тој вели и сето тоа како резултат на силната економија на Македонија. А таа економија последните 5 години пораснала само 11,7% или растела по нешто повеќе од 2% годишно, а се задолжувала без усул и јавниот долг за 5 години на државата и пораснал за 103%. Груевски позајмувал пари за остварување на сите негови ветувања, двојно повеќе отколку што враќал стари долгови, или секој ден ја задолжувал и ја задолжува земјата со по нови 1 милион евра, кои ги троши за да ја одржи илузијата за успехот на неговата реформа и своето обстојување на власт. И се е тоа според програмата и проектите кои неговата партија му ги ветила на народот. Но сите овие години, никој за сето ова не може да му постави јавно прашање или да дебатира со него и со неговите експерти. Тоа го пишува професорот Ѓорги Спасов. А во Македонија се дебатира во последно време и за темата избори. Значи, изборите треба да бидат распишани во април, но се повеќе експерти, аналитичари велат дека во ваква состојба со пробивање на сите рокови од договорот во пржино, изборите не можат да бидат фер и регуларни, онака како што се замислени или онака за што всушност е и направен договорот од пржино. Значи, целата негова суштина и смисла е да обезбеди фер избори, а тие велат дека тоа во моментов не е можно доколку нешто не се случи, нели, во последен момент. За изборите сега се огласи и лидерот на ДОИ Али Ахмети, кој вели дека тие сепак треба да бидат на тој датум кога се предвидени. Ахмети вели: датумот за изборите е договорен. Ние мислиме дека датумот не треба да се помести, зашто така нема да дадеме придонес за стабилноста на земјата. Со датумите не треба да се играме. Терминот, повторуваме, договорен. Најдобриот нека победи на изборите и немо ќе треба да му се честита и да му се посака успешно да ги решава проблемите. ДОИ не само што е најсилна во албанскиот политички блок, туку и е најдобра опција. 13 години сме неспорни победници и повторно ќе бидеме неспорни победници. Сакаме изборите да бидат фер и демократски и сите треба да работиме тие да бидат организирани и спроведени според најдобрите стандарди, вели Ахмети. А сосема спротивно мислење од Ахмети има Насер Селмани, претседателот на Сдруженијето на новинарите на Македонија, кој во интервју за Радио Слободна Европа вели дека власта сака на избори со излажани граѓани. Веројатно ВМРО ДПМН му врши притисок на Ван Хојте да се откаже од клучните негови предлози. Мислам дека тоа нема да се случи, зашто меѓународната заедница сваќа дека без деполитизација и департизација на медиумскиот систем ние немаме услови за фер избори. Ако одиме на избори со вакви медиуми, вие гледате во каква црна кампања се влезени медиумите и вие мислите дека граѓаните ќе имаат можност да се информираат за тоа која партија што нуди
кои се решенијата што ги нудат за изборите, практично луѓето ќе бидат уште повеќе збунети за понудата што им е на маса и мислам дека токму тоа е целта на власт. Тие не сакаат да ги убедат луѓето во тоа што го зборуваат, туку ако може некого уште повеќе да го збунат, подобро за нив и тие што се неопределени да не излезат на гласање, вели Селмани. А кога сме веќе кај изборите и пратениците, Inbox 7 направи едно прилично интересно истражување за платите на народните пратеници, или поточно кажано за нивните трошоци кои ги пријавувале за транспорт. Па така Inbox 7 открива некои навистина фрапантни бројки. За патни трошоци потрошени 7,4 милиони евра. Пратеникот Наумовски наплатувал како со кола да доаѓа од Австралија во Македонија. Центарот за истражувачко новинарство СКУБ Македонија, користејќи го Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, дојде до податоци кои говорат дека Наумовски успел да наплати неверојатни 971.000 денари или 15.800 евра од собраниската благајна од октомври 2014 до октомври 2015 за користење на сопствено возило за службени потреби во Македонија. Наумовски не беше достапен да одговори на прашањата околу начинот како ги наплаќа овие пари. Експертите пак велат дека наплата на патните трошоци од страна на Наумовски е дискутабилна затоа што испаѓа како да доаѓа со кола од Мелбурн до Скопје да присуствува на собраниски седници. Славко Лазевски е поранешен председател на Центар за даночна политика и соработник на Никола Груевски во Министерството за финансии, смета дека овој начин на наплата на надоместоците е лош. Вистински хаос и нејаснотија има во регулативата околу надоместоците за патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби, вели Лазевски. Тоа е тој текст на Inbox 7. А во медиумите излезе и една информација дека Фондот за пензијско инвалидско осигурување веќе подолго време не ги исплаќа оние проценти на приватните пензијски столбови кои по закон фондот треба да ги исплатува. Ова значи дека приватните пензијски фондови може да останат без пари и така се заканува исплатата на идните пензии на пензионерите кои ќе ги остварат тоа право врз основа на овие приватни пензијски фондови, што е регулирано со закон и со прописите. Вестникот Вест сега од ова излекува една интересна аналогија и интересен заклучок. Вест пишува: 400.000 вработени може да го тужат ПИОМ за кражба. Заклучно со 15 декември, ПИОМ на членовите на приватните пензијски фондови им должи 13 милиони евра, пари кои осигурениците ги уплаќаат за пензијски придонес, со што не само што се крши законот, туку се скратува и периодот за опладување на подоцна пристигнатите пари. Членовите на приватните пензијски фондови може да го тужат ПИОМ зашто не им ги префрла парите од придонесите на нивните лични сметки во приватните фондови. Втора година поред, Фондот за пензијско инвалидско осигурување ќе затвори годината со долг кон приватните пензијски фондови. Заклучно со 15 декември, тој на 400.000 вработени членови на приватни пензијски фондови им должи 13 милиони евра. Тоа се пари кои осигурениците ги уплаќаат за пензијски придонес, но ПИОМ не ги префрла на сметките на осигурениците во НЛБ нов пензијски фонд и КБ прв отворен задолжителен пензијски фонд. За ова има еден коментар од новинарот аналитичар Суад Месини, кој вели: што е оваа нервоза сега околу пензијскиот фонд? Па пред колку години аргументиравме дека пензии нане. Знам генерација и сите вие плюс, минус наоколу. Тешко е по стари дани да се оди во приватен сектор, но ќе се навикнете, главата горе. Тоа го пишува Месини, се разбира иронично, и емисијата ќе ја завршиме со две
доста зборени теми, едната е загадувањето. Сега имаме еден текст на Радио МОВ во кој Кирил Пржо пишува дека Скопје ќе биде загадено се додека не го врати урбаното зеленило. Пазарскиот пристап на садење дрвја што се преминува кај нас исече едно старо, засади две нови, не само што е неправилен, туку е апсолутно бесполезен. Апсурдно е да се очекува дека еден мал неразвиен насад од чемпрес, кој не успева поради несоодветното време на садење и неговата подоцнечна нега, ќе придонесе колку исечениот 30 годишен костен. И тоа не е само заради чистиот воздух. Едно стебло во урбан парк може да представува живеалиште на голем број видови птици, лилјаци и инсекти. Значењето на едно стебло од аспект на биодиверзитет доаѓа од големината на неговата крошна. Колку крошната е голема, толку е поголем неговиот биодиверзитет. Тоа го пишува Кирил Пржо. И емисијата ќе ја затвориме со една тема која нели станува, може да се каже, Evergreen. Тоа е Скопје 2014, овој пат се пишува за оштетување и за, слободно можам да кажам, распаѓање на дел од новите згради. Па така, написот во весте се распаѓа терасата на музеот на ВМРО. Од зидот на терасата, речиси повеќе од половина од плочките ги нема, па над зидот се гледаат само градежни материјали кои се ставени при неговата изградба. Речиси повеќе од плочките паѓаат и од другата страна на подпорниот зид, кој гледа на кеот на реката Вардар, но тие не се забележуваат на прв поглед од дрвјата насадени по неговата должина. Директорот на музеот на ВМРО, Бранислав Светозаревиќ, објаснува дека поради врнежите од дожд, земјата која била во овој дел од кеот почнала да слекува, па затоа паѓаат плочките. И еве таа фотографија која го илустрира овој настан. И почитувани, со ова ја завршуваме оваа трета порта, последна за 2015 година. Така, на крајот на годината ќе ви кажам да не го заборавате нашето мото и за време на празниците, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. Останете и со програмата на 24 вести во текот на празниците и се гледаме во 2016 година.